Државата почнала со ревизија на работата на сите приватни и државни универзитети во земјата, но и начинот како се издавале дипломи. Оному каде што ќе се констатираат недостатоци ќе биде даден рок истите да бидат отстранети. Тие што нема да постапат ќе мора да затворат, односно ќе изгубат акредитацијата за работа, изјави премиерот Мицковски. Министерката за образование Весна Јаневска неодамна рече дека станува збор за подолг процес. Ќе почнеме од таму каде што се пријавуваат неправилности и постепено со тек на време ќе направиме ревизија на сите. За се што ќе има пријава ќе се постапува. А веќе имаме и почнуваме да постапуваме. Па имаме, за така наречениот универзитет за Мерко, па имаме за еден друг универзитет државен, имаме за уште еден приватен, тоа што не исполнува услови не може да работи. Владата веќе формираше и национално координативно тело за реформи во високото образование, чие што задача ќе биде анализа на работата на високонаучните институции со цел воспоставување ред и законито работење. Треба да се контролира не само инспекторските служби, можеби и полициските служби. Значи сите тие дипломи сомнителни треба да се истражуваат и веројатно ако се откриват би требало да има сериозна судска постапка. Просветниот инспектор во пензија Ѓорги Илиевски вели дека треба да се испита се од тоа како се добивале акредитации за одредени факултети. За овие 8 години се што акредитира. И тука имаме сега разни ситуации каде што најлесно си поминува. Наместо да имаме квалитет, имаме квантитет и нормално сите си одат во приватни и имаме ситуација на штанцање на дипломи, кај што немаме квалитет. Политиката треба да ги трне рацете од образованието, ако државата сака да има квалитетно високо образование, кое ќе биде ценета во Европа. Вака поставени никој нас не препознава. Затоа сме таму каде што сме на Шенгенската листа. На срамот на образованието. Тоа Македонија не го заслужува да го има, но ќе го има ако се направат промени, трансформации, иновации во сите делови од она што значи образование. Ако целта е да се подобри квалитетот на образованието, треба да се воведе така наречен мерит систем, односно систем на заслуги и вредности до одабилјали. Тогаш по автоматизам ќе зајактот универзитети, ќе пропатат универзитети кои продаваат дипломи. Тие ќе ги заклучат вратите и не може да функционираат во такви услови. Има многу луѓе кои купиле дипломи во наши универзитети, можеби фиктово за 5-6 месеци, а се евидентира дека бил 4 години, можеби тоа го има. И тој сега, пошто има партиска врска, ќе напредува и ќе му се даде важна функција. За да се тоа се елиминира, вели Билјали, потребен е закон во кој прецизно ќе се воведат критериуми и механизми според кои ќе се селектираат и унапредуваат кадрите. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.